Денеска можеме да видиме зошто беше многу важно Република Северна Македонија да стане членка на НАТО и да видиме како овој сојуз најмоќен на денешнината, воено-политички сојуз, значи солидарност не само на збор, туку солидарност на дела. Денеска на аеродромот во Скопје пристигна дополнителна медицинска помош, која што ја најави генералниот секретар на НАТО уште на почетокот на месецот, кога бевме во официјална посета, и која што значи директна помош на нашата држава со опрема која што е важна во текот на оваа здравствена криза. Мислам дека и начинот на кој што оваа помош пристига тука покажува како функционира Сојузот. Се работи за средства во износ од над 1,4 милиони евра, кои што се донирани од страна на USAID, значи на Соединетите Американски држави, се дел од НАТО залихите на медицинска опрема, лоцирани во Италија, стигнаа овдека со авион на италијанското воздухопловство, кој што беше финансиран од страна на Луксембург. Тоа значи дека неколку земји членки на НАТО функционираа заедно во рамки на алијансата, за да ја добиеме помошта тогаш кога ни е најпотребна. И затоа сакам и во име на владата и во моје лично име да кажам дека членството во најмоćниот воено-политички сојуз значи дека тогаш кога ќе имаш најголеми проблеми, ќе имаш на кого да се потпреш. И затоа важно ние што и како членка придонесуваме и во безбедноста, придонесуваме и во ваквата акција на алијансата. Ви благодарам.